Власта го девалвира парламентот и од него прави сопствена филијала, обвини денес Роза Топузова-Каревска од Либерално-демократската партија. Таа обвини дека премиерот Груевски имал план да го промени државното уредување со зголемување на моќта на председателот, а потоа тој да се кандидира за таа функција. Свесни сме дека со секоја помината година парламентот се повеќе се девалвира и деградира. И наместо да биде највисок представнички дом на граѓаните, за жал, тој се претвара во филијала на власта. Дали заедно со реализација на проектот Скопје 2014. Ја спомнувам 2014 затоа што тогаш се председателските избори. Председателот Никола Груевски ни подготвува уште еден нов проект Македонија 2014, кога Македонија од парламентарна демократија ќе помине во председателска држава во која што председателот ќе ги има сите ингеренции и надлежности, председателот ќе ги има ингеренциите не само на сегашниот председател, туку и на сегашниот премиер на владата. Дали премиерот Никола Груевски се подготвува да ја преземе оваа улога? Топузова-Каревска додава дека парламентот покрај политички и финансиски бил зависен од власта, а самите пратеници биле уценувани и не гласале по сопствена волја. Таа нагласи дека владеачката гарнитура имала план председателската функција до толку многу да ја зајакне, што и министрите би биле назначувани од председателот. Коментирајќи ја идејата за ограничување на бојкотот на законодавниот дом, Топузова-Каревска истакна дека бојкотот за неја представувал демократско право, но е против било каква негова злоупотреба.